Почнуваме со вестите. Ставен под контрола пожарот во Делчевско. Последниве 24 часа пеплоса 200 хектари дабова и борова шума. По синокешната интервенција на Дирекцијата за заштита и спасување, денес е интервенирано и со хеликоптер на армијата на Република Македонија. Ставен е под контрола големиот пожар кој вчера попладне избувна во Делчевско и го зафати шумскиот појас во атарот на селата Драмче, Селник и Киселица. Вчера со два канадери на Дирекцијата за заштита и спасување, а денеска и со хеликоптер на Арама, како што информираат од ЦУК, пожарот е изгаснат, но состојбата и понатаму се следи. За страшната гледка од пожарот говорат мештаните кои се затекнале таму. Од огнениот обрач околу црквата Света Петка во селото Селник едва и спасиле глава. Голем пламен, голем пожар, не имаше многу нестабилно, не може да се спречи. Морааме да се повлечеме да избегнеме обиколина целиот пламен. И морааме да се извлечеме да спасуваме живи глави. Според информациите од ЦУК, во пожарот изгореле околу 200 хектари дабова и букова шума и сува трева. Пламените јазици пеплосали десетина куќи и штали. Пожарот во Делчевско избувна вчера во попладневните часови во атарот на селото Драмче. Ветрот помогнал тој бргу да се шири кон соседните села и бугарската граница. Во гасењето покрај противпожарната единица учествувале мештаните и доброволци, како и вработени во Делчевското шумско стопанство Голак и јавни предпријатија. Локалните избори ке ги наблюдуваат над 300 наблюдувачи од ОПСЕ ОДИХР. Штип е подготвен за славење на својот бренд предстојниот викенд. Се подставува бината, а утре штандовите ќе ги постават угостителите на кои ќе ја продаваат пастрамалијата по цена од 120 денари. Штипската пастрамалијада почнува во петок во 19 часот, која ќе биде представена и послужена джиновската пастрамалија. Почна поставувањето на бината за манифестацијата Штипска пастрамалијада, која почнува од петок, а завршува во недела. Организаторите на денешната пресконференција истакнаа дека се подготвени, а очекуваат и голем број на гости кои ќе го посетат градот Штип, со цел да го вкусат познатиот штипски бренд, но и да се забавуваат со познатите музички имиња од Македонија и соседните земји. Подготвени се веќе поставеностите, односно шемите за тоа како ќе бидат поставени над 35 угостители. И очекуваме дека утре веќе завршно ќе бидат поставени и штандовите на угостителите, со тоа што ќе започне и изменетиот режим на сообраќај на овој простор. Портпаролот на општина Штип Драган Ристов вели дека програмата на манифестацијата почнува во петок од 19 часот, кога познатата штипска фирма Мак Промет ќе представи джиновската пастрамалија, пошто гостите ќе можат да уживаат во настапите на градскиот хор Сузана Спасовска, групите од Србија и Бугарија, Галија и Кикимор. Значи во сабота започнуваме со Есмас бенд, потоа следат Дивле јагоде и се разбира Лепа Брена, а во недела музичките точки започнуваат исто така во 20 часот со настап на Тоа е тоа, една рок група составена од врвни музичари. Следи потоа настап на Тања Савич, значи малку фолк, и на крајот следи настап на хрватската суперзвезда Јелена Розга. Гостите и туристите кои се очекуваат да пристигнат од земјава и странство ќе имаат организирани паркинзи за своите возила. Во централното градско подрачје во текот на манифестацијата нема да се наплаќа паркинг просторот. Имаме сега поголемо искуство со оглед на тоа што оваа локација беше промовирана минатата година. Се она што беше посочено како, така да кажеме, негативно или како мал проблем, се надеваме дека оваа година ќе биде надминато. Сега имаме и поголемо искуство и во поглед на постувањето на електричната енергија и на целата логистика во поглед на угостителите кои што ќе бидат тука. Општина Штип како организатор на Штипската пастрамалијада има голема помош од полицијата и од двете јавни предпријатија. Согласно буџетот, општината за оваа манифестација има предвидено околу 2 милиони денари, а главен покровител е фирмата Скопско. Цената на пастрамалиите кои се продаваат на штандовите е 120 денари и угостителите мора да се придржуваат на стандардите кои веќе ги имат утврдено организаторите.
Јавното предпријатие Стипион 2011 според програмата за уредување на улици инвестира за урбано средување 23 милиони денари. Екипите на Стипион ги започна активностите за бетонирање на улиците каде не беше поставен асфалт. Се работи на улиците Питогули и Кочорацин, а ќе се уредува и Косовска. Делот од улицата Питогули, кој беше со гола земја, јавното предпријатие Стипион 2011 го бетонира. Локалната самоуправа вети дека граѓаните нема да гасат мискал. Се реализираат активности за уредување и бетонирање на улици во централното градско подрачје, а уличките кои се со гола земја низ Косовска исто така ќе бидат бетонирани. Значи, ние продолжуваме да бетонираме на оваа улица, каде што градоначалникот го беше ветил на овие жители кои што живеат на улица. Тоа е карактеристика за нашиот градоначалник, тоа на што го вети да го исполни. Значи, дојде и до моментот на реализација на бетонирање на оваа улица. Се надевам дека во наредните 2 дена ќе ја завршиме и овие граѓани кои што има реален проблем, значи децата кои што одат на училиште и кои што носеа резерва червли за да можат да одат на училиште, веќе нема да го имат тој проблем. Значи, продолжуваме со активности на бетонирање на улици, а веќе во вчерашниот ден започнаме со бетонирање на улица Кочорацин, кој што ни представуваше проблем не само на нас, него на целиот град и на возачите, затоа што имаше нанос на раскрсницата под собранието. Во наредниот период продолжуваме исто така со бетонирани улици, имаме неколку улици на Косовска, односно оному каде што не можевме да асфалтираме, сега ќе го бетонираме за и овие луѓе кои што живеат на преостанатиот дел од оваа улица можат да ги уживаат истите права како и останатите граѓани. Според програмата за реализација на проекти кои опфаќаат уредување на улици, јавното предпријатие Стипион 2011 има одвоено на 20 милиони денари. Значи, ние по програма имаме за програмата за одржување 23 милиони денари, а по програмата за уредување на општина Штип имаме 15% од оваа програма, каде што некаде се движи околу 12-13 милиони. Напоредно со уредувањето и бетонирањето на улиците, јавното предпријатие Стипион 2011 ќе реализира и активности за доуредување на тротоарите. Мисијата на ОПСЕ ОДИХР го почна процесот за набљудување на престојните локални избори 2017 година. Изборите што ќе се спроведат во 80 општини и во градот Скопје на 15 октомври ќе ги следат 336 мина набљудувачи на ОПСЕ ОДИХР. Амбасадорката Одри Гловер, шеф на мисијата, на денешната пресконференција посочи дека 16 експерти на ОПСЕ ОДИХР се веќе во земјава, а ним неделава ќе им се придружат уште 20 долгорочни набљудувачи, кои ќе бидат распоредени низ целава земја во тимови по двајца, почнувајќи од 18 септември. Пред локалните избори во Македонија ќе допатуваат уште 300 краткорочни набљудувачи кои ќе ги следат изборите во сите општини во земјава. Важно е да се разбере дека ние само ги набљудуваме изборите и оти не се мешаме во процесот за кој што само известуваме, рече амбасадорката Одри Гловер. Младите треба да знаат дека колку повеќе јазици знаат, толку се побогати. Инаку во Штип минимален е интересот за францускиот јазик да се врати во основните училишта. Само 11 ученика го избрале овој јазик како втор странски. Останатите ученици го преферираат германскиот јазик. Слаб е интересот од страна на учениците и нивните родители за да во штипските основни училишта се изучува францускиот како втор странски јазик. Во општинското основно училиште Ванчо Прете се пријавило само едно дете, а во основното училиште Димитар Влахов околу 10 ученици. Сонја Николовска, советник во одделението за образование во општина Штип, вели дека проектот сензибилизација на францускиот јазик на почетокот покажал дека околу 100 деца сакаат да го изучуваат францускиот јазик. Тие има и бесплатен курс кој се реализираше во просториите во Штипската библиотека Гоце Делчев. Меѓутоа, кога беше потребно, кога родителите требаше да дадат изјава, односно да се согласат заедно со своите деца, кој јазик, кој втор јазик ќе го изучуваат,
имавме една контрадикторна ситуација во која што беше многу мал интересот за изучување на францускиот јазик како втор изборен јазик, како втор странски јазик во училиштето, така да располагаме со едни мали бројки. Николовска додава дека сепак до Министерството за образование имат побарано согласност за ангажирање на наставник по француски јазик, кој ќе држи редовна настава за пријавените десетина ученици во основното училиште Димитар Влахов. Анализите покажуваат дека учениците и родителите го избираат германскиот, со оглед на тоа дека познавањето на овој јазик им нуди перспектива, бидејќи поголемиот дел од странските партнери на штипските текстилни конфекции се од Германија, а во изминатиот период германската амбасада имаше и низа на донации и инвестиции во штипските училишта. Потребна е поголема кампања и анимирање на учениците и родителите за да францускиот јазик како втор странски се врати во штипските училишта. Се испитува присуството на бруцелозата и туберкулозата кај крупниот добиток во Штипско и Карвинско. Акцијата почна денес, а треба да заврши за 3 месеци. Минатата година откриени беа 2 случаи на заболени животни во селото Радање. Екипи од Штипската ветеринарна станица денеска почнаа со земење на мустри од крвка и говедата и телињата за испитување на присуство на болеста бруцелоза и туберкулоза. Тестирањето започна во стадата на сточарите во карбинското село Кучица, а треба да заврши за 3 месеци. Лани анализите во 2 случаи покажале присуство на болеста. На територијата на општина Штип и Карбинци имаме негде околу 7.500 грла говеда, кои мора да бидат испитани на присуството на туберкулозата, а воедно и присуството на бруцелозата. Сметам дека за 3 месеца оваа активност ќе биде завршена во целост. Минатата година имаме само 2 спорадични случаеви кои се беа појавиле во општина Карвинци, тоа е во делот на Радање. Болните говеда беа подигнати, а верувам дека оваа година присуството на болеста бруцелоза кај говедата и ќе немаме. Бруцелозата е болест која се искоренува кај ситниот добиток. По масовната вакцинација кај ситниот добиток, овци и кози и под младокот, ветеринарите се оптимисти дека целосно ќе ја снема. Имунизацијата против болеста јазлеста кожа, која последниве 2 години се појави кај крупниот добиток, дава резултати. Испитувањата потврдуваат дека болеста ја нема во Штипско и Карбинско. Владата на Република Македонија новите мерки за стопанство ќе ги објави утре. Вице-премиерот Кочо Ангјушев вели дека тие се во насока за да се подобри животниот стандард на работниците. Она што можам да ви го кажам дека покрај со оваа мерка за минимална плата, покачувањето на платите на вработените во Република Македонија ќе биде стимулирано и со пакетот на мерки за индустријата кои што ќе бидат објавени во септември месец. Па ќе видите значи дека практично целокупната државна помош која што ќе биде дадвана према индустријата и стопанството за подигнување на неговата конкурентност ќе биде поврзана со висината на платите на вработените. Рачунаме дека со тие мерки ќе отвориме една позитивна дополнителна спирала за покачување на платите, а со самото тоа и за подигање на стандардот на граѓаните на Република Македонија. Фондацијата за развој на локалната заедница Штип се вклучува во проект кој опфаќа силни граѓански организации за позитивни социјални промени. Активностите од проектот опфаќаат серија обуки за менторство и јакнење на капацитетите на невладините организации. Финансиската поддршка доаѓа преку фондовите на Европската унија. Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во партнерство со Институтот за развој на заедниците од Тетово и Алга од Скопје го спроведува проектот Силни граѓански организации за позитивни социјални промени, финансиран од Европската унија. Го објавија веќе повикот за заинтересирани локални граѓански организации кои што имаат потреба од обуки и менторство за јакнење на нивните капацитети. Значи областот е во тек. Пријавувањето оди со пополнување на една кратка едноставна пријава за организациите, која може да ја достават во нашите простори на фондацијата на улица Ванчо Прке број 67/1 или пак преку мейл на info@frlz.org.mk или пак на мейлот
dimche@gmail.com. Во рамките на проектот ќе се селектираат 16 граѓански организации кои ќе се вклучат во серија на обуки и менторство за јакнење на нивните капацитети. Организациите кои нема да бидат одбрани за менторирање ќе имаат можност да се вклучат во програма за обуки. Со пријавата организациите изразуваат намера за учество во овој менторски процес за јакнење на нивните капацитети. Дизајнирани се обуки кои што треба да ги зајакнат капацитетите на локалните граѓански организации, а дел од нив кои што нема да бидат опфатени во оваа фаза, понатаму ќе имат можност да бидат ангажирани во друга програма за обуки исто за граѓански организации. Инаку Фондацијата за развој на локалната заедница во Штипе со нови канцеларии во центарот на градот продолжуваат со активности за поддршка на граѓански организации, а во рамките на функционирањето на канцеларијата ќе се организираат и обуки и работилници за сите потреби на граѓанските организации. Пред минутите предвидени за спорт од полицијата оваа вест. Радовишката полиција поднесе кривична пријава против ГД 46 години од Штип поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело измама. На 7 август околу 17 часот и 30 минути лицето ГД со уште едно засега непознато лице во Златара, лоцирана на улицата 22 октомври во Радовиш, на вработената ЈТ и понудиле за продажба златни предмети. Откако вработената ЈТ направила основни проверки на златните предмети, прифатила да ги откупи и им исплатила сума од 62.400 денари. Сомневајќи се во составот на златните предмети, откако ГД и другото лице излегле брзо од дуќанот, ЈТ извршила дополнителни проверки на златните предмети, при што утврдила дека во составот имаат и друг метал, односно дека се работи за фалсификат накит. Штипјанката Јована Арсова ја оствари својата прва професионална победа во својата кариера на турнир во градот Јагодина, Србија. Веднаш по Европското првенство за кадети и јуниори во кикбокс, што се одржа во Скопје и на кое членовите на гладијаторот Штип Никола Наце, Благоте Стојанов и Бобан Јасифов освоија бронзени медаљи, тренерот Шено Ласанов заедно со Јована Арсова отпатуваа за Јагодина, Србија. Таму се одржа професионален меч помеѓу Палмини Тигри и Македонија, во чиј состав беше Јована Арсова. Таа во борба со Јована Здравковиќ извојува победа од 30:0 во дисциплината лоу кик, а во категоријата минус 50 килограми. Со ова победа продолжува победоносниот поход на Јована Арсова како на домашните терени, така и во околните земји ширум балканските простори. Почитувани гледачи, овде го заокружуваме првото издание на информативната програма. Ви се заблагодарувам за вниманието, но ви поканувам да бидете во продолжение со нашава програма. Посебно поздрав до каменичани, бидејќи веднаш по завршувањето на вестите, наш и ваш гостин во регионалниот магазин Отворено на тема ќе биде градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски. Поздрав до каменичани, но и до сите наши гледачи. Останете со регионалниот магазин, а ние се гледаме во второто издание на вестите околу 20 часот. До тогаш, довидување.